таман се стиши бранот со ковид и иако се навикнавме некако да живееме со ковидот, сега имаме една наезда, али ќе речем медиумска во јавниот дискурс на мајмунски сипаници, некоја дали е тоа закана за од една нова пандемија. Разговараме со Злата Мехмедовиќ од Комисијата за заразни болести. Добро дојдовте. Добро ве најдов. И да ве прашам, има ли простор за паник? Па добра ти беше најавата во секој случај за да кажеш дека се уште не е ова време за паника и дека повеќе информацијски афирмирана работата отколку што би требало да биде. И имаме навистина премногу информации кои што циркулираат, на некој начин создаваат и забуна помеѓу населението и затоа сме тука. Ние, стручните лица, Комисијата за заразни болести, да објасниме се што е поврзано со оваа болест. Не би требало се уште да дигаме паника околу болеста. Во Македонија се уште не е детектиран случај. Во земјите каде што е детектиран и каде што се смета дека има веќе избивање на зараза, во просек се од 1 до 5 случаи, само неколку земји бројат над 20 на случаи. Се на се околу 120 случаи се во цел свет и 200 суспектни, потврдени случаи 120 и 200 суспектни случаи. Она што загрижува е што ширењето е сега надвор од ендемските подрачја, со трансмисија од човек на човек. И тоа е загрижувачката работа, меѓутоа на кој начин ќе се развива состојбата со мајмунските сипаници, навистина ни преостанува да видиме, никој не може со сигурност да каже како ќе се движи. Докторе, не се нешто ново. Овие мајмунски сипаници постојат години. 50 години, значи изминатиот век, 50 на години веќе се пренесуваат на човек. Од 70-тите години се откриени првите случаи на пренос на човек и тоа се прави од пренос не само од мајмун на човек, туку и од глодари на човек, и од цицачи на човек, и сега и од човек и на човек. И тоа е нешто со кое што светот веќе се сретнал во изминатите 50 години. Она што зачудува, кажав, е фреквенцијата со која што тоа се случува, бројот на позитивни детектирани случаи и колку тоа широко е распространето во светот, меѓутоа тоа може да се должи на други причини, не само на ширењето на вирусот. Например, знаеме дека ковидот радикално го промени начинот на кој што гледаме на заразните болести, дека е развиен еден сложен светски систем за следење на заразни болести. И можно е сега навистина во време кога немаме толку ковид и кога не сме фокусирани на ковид, да имаме малку повеќе следење на овие останати заразни болести. Значи има болести кои што во изминатиот период додека беа 2 години на ковид, многу ретко се детектира, дури во областа на Африка. Меѓутоа сега откако повторно ковидот некако се повлече, имаме премногу слободен простор за повторно да видиме дека имаме зголемена бројка на останатите болести. Како велат народот, сега дуваме и на јогурт. Токму така, дуваме и на ладно. Бласе треската е класичен пример во Африка, исто во Централна и Западна Африка се појавува. И таму имаше во текот на времето на ковид негде околу 500 случаи. Сега само во првите 4 месеци од 2022 година, кога имаме порелаксирана состојба со ковидот, детектирани се негде околу 700 случаи само за 4 месеци. Ке кажам, многу аспекти треба да се разгледуваат, меѓутоа треба да бидеме внимателни. Има многу добра теорија која што еден професор, член на Комисијата за заразни болести, често пати ја повторува на нашите состаноци, а тоа е теоријата на Вейн Грецки, познатиот хокејар од Канада, која што вели skate not where the puck is, but skate where the puck is going to be. Значи, треба да ги предвидиме работите и предвидливоста е многу тешка, особено кога имате вакви мини избивања на заразни болести или мини епидемии во одредени области со обично со вируси кои што претходно не биле толку доминантни. Не знаеме како ќе се развива ситуацијата, меѓутоа добро е да се подготвуваме за сериозни сценарии отколку да оставиме нешто на истината. А дали е неминовно дека ќе имаме случај во Македонија? Не можеме да кажеме со сигурност. Значи навистина не знаеме докаде ќе се развива состојбата со мајмунските сипаници во светот. Која е разликата помеѓу ковидот? Битна разлика која што многу веројатно ќе го направи овој вирус помалку вирулентен, помалку опасен за населението. Трансмисијата, веројатно. Трансмисијата која што е за овој вирус, за мајмунските сипаници, карактеристично дека е само во симптоматската фаза. Значи имате човека кој што знаете дека имате симптоми, знаете ќе ја диагностицирате болеста, ќе го изолирате и само во тој период е инфективен. За ковидот имаше еден
пред асимптоматски период, инкубационен период, кој што беше луѓето проблематичен. Не знаеа дека се заболени и можеа да го шират вирусот. Така да оваквите вирусни заболувања кои што имаат инфективно само во симптоматската фаза се многу полесни за следење. Налик на тоа беше и еболата, беа и останатите вирусни заболувања, зиката беше таква, за да можеме SARS, MERS-от беше многу карактеристично дека има таква симптоматологија, кога веќе ќе имате симптоматологија дека ќе биде заразен, па лесно се изолираат тие луѓе, поради тоа веќе можете да размислувате на тоа да имате одвоеност на групата што може да инфицираат од групата кои што не треба да бидат инфицирани. Кога беше ковидот најактивен, или се плашевме во затворен простор да бидеме со луѓето и без разлика дали биле заразени или здрави, не можевме да знаеме како што велите инкубационен период. Меѓутоа, ковидот се пренесуваше преку аеросоли, многу, дури и на растојание да си со истиот човек во затворена просторија може да се префрли. Овде трансмисијата како главно се одвива? Различни вируси се, значи, само доколку ги земете да ги споредите во големина, двата вируси, ги земете дека коронавирусот, односно SARS-CoV-2 вирусот е неколку стотици пати помал од покс вирусот, тоа што е ортопоксов вирусот на мајмунските сипаници или monkeypox вирусот. По тие причини, овој помалиот вирус многу полесно може да се смести во аеросолните, најситните честички во она што ние го издишуваме или го изфрламе додека разговараме едни со други. Овој вирус, поради неговата големина, мора да се смести во малку поголеми капки, односно во оние поголеми поретки капки кои што се изфрлаат при разговори, при дишење, и затоа при тоа е тежок, многу брзо паѓа на површината, така да може да се контаминира површина со комуникација или при дишење, меѓутоа многу е тешко респираторно да се пренесува. Најчестиот пренос е пренос човек на човек со допир, размена на телесни течности. Зборуваме со обичен допир или со размена на течности? Допир на контаминирана површина, доколку на кожата имате веќе нанесено честици, доколку има заразен човек кој што се допирал, или има веќе формирано ефлоресценција на кожата кои што се во форма на папули, макули, везикули, пустули, потоа и крусти, може при контактот со тоа и при контактот со тие промени на кожата или при контактот со здрава кожа која што била во контакт со таа кожа да има веќе пренесување на вирусот. Една од битните работи, без при тоа да правиме стигматизација, треба да кажеме дека веќе се анализира начинот на кој што е расширена болеста надвор од централниот базен на Конго и Западна Африка, од каде што оригинално потекнува, и во поголем дел од случаите тоа е во популација на MSM или Men Having Sex with Men, мажи кои што имаат секс со мажи, меѓутоа не е исклучиво поврзано само за оваа група на луѓе од заедницата, туку и малку пошироко, и веќе трансмисијата може да се направи и во домашни услови, во едно семејство, овој вирус може практично да ги зарази сите. Така да блискиот контакт е она кое што треба, нели секако да го избегнуваме, треба да имаме редовна хигиена на рацете, да внимаваме што допираме, нели да внимаваме доколку има било кој што има веќе пројавено симптоми да не бидеме во контакт со него. Докторе, колку е опасен во својата првична фаза, па фазата на лекувањето овој вирус? До сега нема починат ниту еден од оваа што е мини избивање на заразата од уште не може ни пандемија да се нарече. Далеко од пандемија, мислам дека дури ни епидемија, они го викаат како номенклатурата е outbreak или избивање на зараза. И таа номенклатура е сега таа што се користи во светот. Имате outbreak во Велика Британија, outbreak во Шпанија, outbreak во Португалија и така натаму во останатите земји. Гледаме Словенија вчера дека пријави случај. И дури и еден случај се смета дека е outbreak, односно избивање на зараза во тие земји. Веројатно е дека кога би имале толку мал број на случаи, дека би можеле, поради тоа што само во симптоматската фаза ќе бидат инфективни, да ги изолираме и да ги изолираме оние контакти кои што се со нив, за да можеме да го прекинеме ланецот на болест. И тоа Светска здравствена организација го кажа дека навистина овој пат во споредба со ковидот иницијално, она што може да го проценат е дека ќе имаме полесна задача да го пресечеме вирусот во почетната фаза на неговото развивање, односно процесот на ширење низ светската мапа.
се надевам дека е така. Очекуваме во наредниот период да искочи времената препорака за клинички упатства која што ќе биде од СЗО, која што ќе ни даде и приказ на случаи, клинички патеки за тоа како да се следи болеста и што треба да се користи од лекови. Иницијално ние зборевме и на Комисијата за заразни болести за тоа каква е можноста за набавка на специфични лекови и специфични вакцини кои што би можеле да помогнат во процесот и на лекување и на превенција на Достапни болеста. ли се тие лекови? Многу тешко ќе биде навистина да се стигне до тоа. Разговара Зошто? затоа што во основа никој не беше подготвен. Ова е пандемија без преседан, никој не очекуваше дека ќе се случи ова. Лековите кои што порано се користеле во изминатите 50 години се користат за спорадични случаи. Има еден лек кој што е одобрен од FDA и од EMA, тоа е тековиримат, кој што е практично лек за антивирусен лек за мајмунските сипаници. И има една вакцина која што е специфична за мајмунските сипаници, исто така и вакцината која што се користи за вариола вера може да се користи во фаза на првите 4 дена како постэкспозицијска профилакса, односно доколку некој бил во контакт со заразен од болеста, да биде при тоа вакциниран за да не развие болест или кога би ја развил да нема тешка форма на болеста. Значи вакцината тука има веќе двојно дејство, не само превентивно, туку и лекувачко. Имаме ли ние генерации кои што не се загрозени од овој мајмунските сипаници, од оние кои што веќе имаат примерно иницијално да се смета пред 50 години? Се смета, да, тоа се оние кои што се вакцинирани од вариола вера. Последната вакцина 72 година, мислам дека е аплицирана. И тие луѓе практично имаат создадено некој имунитет. Прашањето е колку тој имунитет е избледен и колку од тие и клеточни механизми, антитела претпоставам дека немаат сега, колку клеточниот имунитет е сочуван и колку мемориските клетки се способни сега да создадат антитела при контакт со вирусот, таа е друга работа. Ќе видиме. Се надевам дека нема да биде ова зараза толку многу расширена да треба навистина да размислуваме за нешто што е од форма на масовна вакцинација, како што бевме загрижени кога е во прашање и се уште сме загрижени кога е во прашање ковидот. Начално изгледа дека нема да биде така, меѓутоа не би сакал да шпекулирам. Од сега за сега во моментот и не се препорачува масовна вакцинација. Евентуално вакцинација би требало да биде за некои што се од вулнерабилните групи, а тоа се имунокомпрометираните луѓе, оние кои што имаат нарушен имунитет и евентуално здравствените работници кои што се во директен контакт со болни од monkeypox вирусот, кај нас се уште го нема, а во останатите земји гледам и таму кај што го има се уште не се препорачува задолжителна вакцинација или препорачена вакцинација за здравствените работници. И каков е механизмот со кој што нашето здравство се подготвува за евентуална некаква си расширеност на вирусот? Ако до лекови се стигнува многу тешко, ако вакцините велиме не само тоа, и тестовите, на пример, постојат посебни китови за дијагностика. Вчера добивме информација од Институтот за јавно здравје за време на Комисијата за заразни болести дека пред една недела практично е отпочната процедурата за набавка на дијагностичките китови за monkeypox вирусот. Што е добро затоа што во основа сега сите ги бараат и ќе бидат дефицитарни, меѓутоа лабораторијата на Институтот за јавно здравје е референтна лабораторија на Светската здравствена организација, акредитирана се, акредитирани од нив и таа комуникација е тоа што ќе ни олесни на нас во процесот на набавка на китовите кои што не се потребни. Може да се испрати материјал дури и во лабораториите на Светска здравствена организација кои што се акредитирани во случај да имаме сомнителен случај, а при тоа не можеме да го дијагностицираме. Тука има решенија кои што ќе одат во насока на дијагностиката со терапијата. Кажав, прво и основно, оние лекови кои што ги споменавме и на вчерашната пресконференција, се иницијално лековите кои што можете да ги најдете и на страната на CDC, и на страната на ECDC, и на страната на Светската здравствена организација, споменати како специфични лекови или неспецифични лекови со одредена ефикасност. Меѓутоа, ќе чекаме во наредни денови, навистина ќе биде од голема важност тој времен клинички патоказ што ќе го издаде Светската здравствена организација за да знаеме точно како и во кој правец треба да се подготвуваме. Кога велите китови за диагностицирање, не е исто со тестови, така? Да, тоа е исто и за ковид постојат китови, тоа се као сетови на тестови кои што се користат за диагностицирање на вируси. Тестирањето е преку PCR, исто како што беше. Исто како со ковид. Меѓутоа за различни вируси постојат различни китови кои што детектираат различни антигенски секвенции и затоа се нарекуваат китовите. Всушност се работи за повеќе елементи во еден систем.
Значи во глобална прашањето со маймунските сипаници не треба да го третираме далеку од ова што се стручни совети, бидејќи нема некаква опасност од Токму тоа е знаете идејата. како луѓето се во една паранове, кога ќе разговарате, вие леле од септември што не очекува сега нова. Не треба воопшто да се размислува така. Ја кажав, Комисијата за заразни болести имаше состанок токму од таа причина за да можеме на јавноста да ја дадеме точни информации за да знаат што значат мајмунските сипаници, во која пропорција се расширени во светот, колкав е потенцијалниот ризик. Вчера на официјалната страна на Институтот за јавно здравје искочи еден памфлет за тоа што точно се мајмунските сипаници, како треба да се заштитат граѓаните, што треба да направат, како да препознаат случај кој што е суспектен, дека треба веднаш да се јават кај лекар, да се упатат на инфективна клиника, за да може при тоа да се дијагностицира доколку постои било каков основ за постојање. Не мора да значи дека ќе бидат мајмунски сипаници. Во моментот и варичелата е многу слична на мајмунските сипаници. Може да има промени на кожата кои што ќе налекуваат на нив. Не се сите нема класичен приказ на ова на мајмунските сипаници кои што можеме да кажеме дека да по ова можеме да кажеме дека се работи за мајмунски сипаници, така да се што е суспектно ја би советувал да се јави на лекар за да не имаме после тоа доцна дијагностика и дисеминација, односно ширење на вирусот. Уште ова прашање, ако ковидот беше опасен за луѓето со нарушен имунитет, исто и маймунските сипаници се имали различно дејствие кај некакви возрастни групи. Може да се подели по возрастни групи колкав е ризикот? Ковидот имаше тенденција да биде поагресивен кон повозрастните старосни групи. Кон децата апсолутно речиси да немаше некои сериозни ефекти. Имаше заболени деца, меѓутоа тоа беа во многу мал број. Кај мајмунските сипаници состојбата е малку поразлична. Тоа е универзален патоген кој што практично ги напаѓа сите возрасти и особено како вулнерабилни се сметаат децата, бремените жени и оние кои што имаат нарушен имунитет, односно кои што имаат промени во имунитетот, се имуносупримирани и не можат да создадат добар имунодговор. Тоа се ризичните групи во однос на мајмунските сипаници и затоа дополнително има една загриженост во светот поради таа негова универзална можност да го зарази било кој од било која возраст. И се надевам дека нема да имаме. Еве сега барем во светот, мислам дека сабајле што прочитав последно има едно дете кое што е хоспитализирано во Велика Британија со monkeypox вирусот, односно со мајмунски сипаници. И се надевам дека ќе успееме да го пресечеме текот на заразата порано за да не стигне вирусот до децата. Спротивно тоа навистина би било тешко и за третман и за понатамошно развивање на болеста и за следење на компликации од истата. Доктор, ви благодарам на одвоеното време и ви благодарам за овие одсечни одговори, бидејќи верувам дека брзо и разјаснивме и прецизно разјаснивме дека потреба од паника, барем во моментов, нема, да се надеваме дека така и ќе остане. Токму така, тоа е главната порака која што и ние сакаме да испратиме, дека нема потреба да паничиме. Ние од комисијата сме доволно загрижени, ја следиме состојбата. Секоја промена која што ќе биде на глобално ниво или кај нас во земјата, ние ќе ја искомуницираме веднаш со јавноста. Ви благодарам.